Разговараме за актуелни економски теми со Благица Питерски од Finance Think. Најпрвен за акцизата. Знаеме дека ова е тема која што ја разбранува јавноста во последниве денови. Прашањето е кое што се наметнува дали зголемувањето на акцизата на нафтата ќе повлече изголемување на други трошоци, односно на основни животни нагледници. Така, доколку ја следиме пазарната логика, акцизата директно ќе влие на пораст на нафтата. Нафтата како влезен импут во многу од производите, главно преку транспортот, би очекувале дека прв шок би настанал преку зголемување на цените на транспорт. Тоа може понатака да повлече дополнителни зголемувања, кои што се втора форма на шокови, меѓутоа сепак не можеме точно да кажеме во која мера и колку нафтата понатака и транспортните трошоци ќе влијаат врз цените на останатите производи. Многу е значајно да знаеме и како агентите би реагирале на потенцијалниот пораст на транспортните трошоци. Значи, можеби, доколку анализираме од аспект во иднина како реагирале тие агенти, би можеле да дадеме некоја слика. Сепак, очекувањата наши не се дека ваквиот пораст на акцизата ќе предизвика инфлаторни шокови кои што може да ја загрозат ценовната стабилност. Дали сметате дека ЈСП превозот може да се зголеми, може да го загрози? Предходно напоменав, нафтата е директен импут за транспортните услуги кои што се нудат и очекувано е како таков влезен импут транспортните трошоци да бидат први на удар на зголемувањето на акцизата. Доколку анализираме од аспект како овие трошоци ќе ги погодат најсиромашните и побогатите, може да се забележи од резултатите кои ги имаме направено дека најсиромашните во апсолутен износ трошат најмалку, додека најбогатите трошат најмногу на транспорт, меѓутоа во однос колку овие трошоци го оптоваруваат нивниот семеен буџет, разликите не се толку значајни. Односно, кај најсиромашните, транспортните трошоци учествуваат со околу 6%, додека кај најбогатите 10% транспортните трошоци учествуваат со 8% во нивниот буџет. После ова акциза ќе следува уште една, но тоа не се информации кои што се уште ги имаме. Доколку се случи ова, дали тогаш би можело веќе да очекуваме некој поскапување на животните трошоци? Во секој случај, во овој начин на воведување на акцизата, главниот недостаток беше тоа што јавноста не беше навремено информирана. Навремената информација е многу значајна за сите оние кои што се засегнати, да ги имаат навремената информација за да може да направат соодветни калкулации за исплатливоста на одредени дејности или не. Од тука една од главните препораки до носителите на политики е сепак ваквиот тип на зголемувања да биде во координација со останатите политики, меѓутоа исто така да биде многу по-унапред најавено. Така што тоа беше можеби и главниот недостаток зашто и се разбранува јавноста и експертската јавност и генерално општата јавност за воведувањето, за поскапувањето на акцизата. Поскапувањето на акцизата се постави како прашање дали со неја ќе се покрива дупката што власта ја одвои за минимална плата. На некој начин. Мора да бидеме свесни сите дека доколку сакаме да имаме буџет во онолкава мера во која што во моментот е димензиониран, тој буџет мора од некаде да биде финансиран. Изворите на финансирање се или да имаме поголеми приходи, тоа значи дека или ќе стимулираме економијата во иднина да расте повеќе и на тој начин да прибираме поголеми приходи, или да обезбедиме поголеми приходи преку буџетски дефицит, или да имаме прибирање на приходи преку вакви даночни зголемувања и зголемување на акцизата. Така што мора и јавноста да биде свесна дека не постои бесплатен ручек, така што доколку сакаме да трошиме повеќе, ќе мора да обезбедиме повеќе средства од други извори на страната на приходите и само треба да најдеме начин кој е најоптималниот начин на финансирање на сите овие расходи.